Ало, добар ден, пријатели, јас сум Петар Наумски, од канал Наш свет со Петар. Денес е 12 мај, 12.5.2026. Како што вчера најавивме, денес ќе продолжиме со една друга тема, на друга чешка тема во моментот во светот. Тоа е Персискиот залив. Персискиот залив, како американците сакаат да го пременуваат во арапски. Кризата во Персискиот залив и знаете затворениот Ормуски проток во моментот. Вчера имавме повторно раздвижување на темата, значи темата е постојано актуелна, но вчера беше повторно раздвижена со многобројните изјави на Доналд Трамп, изјавите постојки во неговата социјална мрежа. Но вчера имаше и интервју на Бенјамин Нетањаху во Америка, каде што и тој откри некои факти, некои негови аргументи. Да започнеме. Како и секој пат, за да се претплатите за каналот, како во иднина би ги добивале видеата на вашиот YouTube. Темата првпат ја обработуваме, затоа накратко почетокот и до каде сме стигнати до денес. Знаете, на 28 февруари на нашата точка се изненадно се изврши еден напад на Иран. Беше убиен нивниот ајатола, бе убиени многу од нивните државни функционери и се влезе во една фронтална битка каде што американците и израелците исфрлија многу бомби врз Иран, оштетија многу делови. Претходно, знаете, минатата година повторно имаше едни бомбардирања и тоа со едни тешки, со Б2 тешки бомбардери кои што фрлија од минатата година бункерски бомби. Планините каде што се претпоставува дека се наоѓаат уредите за обогатување на урадиум на Иран. И минатата година Трамп триумфално изјави, најави дека ги уништиле сите апарати, уништиле целиот ураниум и повеќе Иран нема никаков ураниум и не може да произведе никаква атомска бомба, но оваа година, како што кажав, на 28 февруари следеше повторен напад и тоа масивен напад врз главниот град и Исфахан и други градови, особено каде што има податоци за опрема за обогатување на ураниум. Но следевме една асиметричен одговор од страна на Иран. Иран одговори асиметрично, не одговори директно врз Израел или врз Америка, туку одговори асиметрично, напаѓајќи ги нивните бази на Блискиот Исток. Тоест, американците имаат многу бази во Кувајт, Катар, Дубај. Иран ги нападна сите тие бази, одговарајќи асиметрично. Првите податоци беа дека уништени, значи американците имаат еден систем за рано префаќање на ракети, ПХД. Имаат расположено мокни антени каде што за рано откривање на ракетите беа радари во Кувајт, во Катар, и истите беа уништени од иранците. Покажа, освен нивните познати шахеди, дроновите покажа и неколку балистични нови ракети, но и ракети кои што се управувачки ракети, кои што се и хиперзвукови ракети. Тоест, изморена, така да кажеме, беше изморена противвоздушната одбрана на овие мали заливски земји, на Катар, на Кувајт, беа изморени противвоздушната одбрана и потоа беа со ракети целенасочено уништување американските амбасади. Значи,
Следевме една жестока битка помеѓу американците и израелците и персијците од друга страна. Наскоро излезе во CNN и податоци персијците не само што ја пробиле противвоздушна одбрана, туку со нивните стари авиони можеле да напаѓаат, да ги уништуваат базите и со така наречените гравитациони бомби, тоест да поминуваат со нивните стари авиони и да пуштаат едноставно бомби на базите. Се стигна до тоа да, знаете, сега е затворен Ормускиот проток, 20% од вкупната трговија со нафта. 20, тоа значи 20 за 25, значи тоа е една четвртина до една петина од вкупниот нафта која што минува во светот. Асиметрично да се засегне целиот свет, да изврши притисок врз американците како би ја прекинале војната. Ормускиот проток е се уште затворен. Следува преговори, знаете, имаше преговори во Пакистан, каде што учествува од американска страна Џеј Ди Ванс и Кушнер. Заедно учествуваа со иранските представители, но нема некаков договор, нема никаков напредок и американците заминаа без напредок. Потоа, изненадно, пред 2 седмици, некаде беше, Иран најави дека ќе го отвори Ормускиот проток, дека се прифатиле неговите барања триумфално, најави дека американците ги прифатиле сите барања, отвори Ормускиот проток, тоа траеше неколку часа. Јубилираше, славеше, но малиот детал беше американците или иранците така го пренесува тоа дека се согласиле да ги прекратат сите војни дејства и на така наречените поддржувачи или сателити на Иран. Иран има сателити или поддржувачи, нивната група е во Либан, доколку е оправдано, не знам дали толку, сепак не е официјално потврдено од иранските власти дека и Хамас, ти поддржуваат и Хамас. За Хамас не е многу јасно, но имаме една шиитска група доле во Јемен, шиитска група Хутите или Хусите. Хутите или Хусите исто така имаат хиперзвукови ракети. На неколку пати гледавме како хиперзвукови ракети истрелуваат кон Израел. И Хутите или Хусите долу го држат и тој Баб ел Мандеб, протокот Баб ел Мандеб, кој што е преходница на Суетскиот канал. Значи, Иран потврди триумфално дека е прифатен, американците ги прифателе сите нивни предлози и прифатен договор и го отворија, нели, како што кажав, за неколку часа Ормускиот проток. На кој што следаа војни дејства во Јужен Либан. Во Јужен Либан, знаете, Израел таму се чувствува застрашен, заплашен и сака да направи една буфер зона во Јужен Либан, како што би се чувствувал сигурно ако има таа буфер зона, да не може директно да биде атакуван од Левано. Така беше прекратена таа овертира и беше затворен повторно Ормускиот проток. Што значи затворен? Очигледно иранците го имаат минирано, имаат подводни мини, очигледно имаат расположено таков како таков
ако го погледнеме како една половина, значи Ормускиот проток, а, ако го погледнеме Ормускиот проток, некаде минува границата и едната половина од меѓународните води припаѓа на Оман, другата половина на Иран. Очигледно до тука овој дел е целиот миниран. Не е познато што, се уште сите се плашат, нема никакви официјални изјави. Очигледно не само подводни мини, очигледно иранците имаат и подморници кои што може да стават нови подводни мини, но иранците имаат едни брзи бродови. Тие финансии да би ги имал тие средства, кинат доглед да прекинат војните дејства, да го делумно отворат Ормускиот проток и понатаму да продолжат со преговори, кој што очигледно не е прифатлив за американците. Американците и вчера, нели, како што кажав, беше Нетањаху беше во Америка, имаше интервју. Што го кажа Нетањаху? Кој е клучно? Клучно за Нетањаху е новинарите го прашаа па како би го забалил обогатението на нели, го земаме треба да имаме копнена, треба да имаме копнена инвазија, треба да пратиме војски некој копнено да отиде и да го земе. Бенјамин Нетањаху кажа сеедно како важно мора тоа да се направи. Како сакате така, но тоа мора да се направи, мора да се земе тој обогатен уран. Понатаму условот на Нетањаху се да се уништи целата можност на Иран да произведува балистични ракети, да произведува милитејата, војна техника. И според Нетањаху треба да се неутрализират тие сателити кои што ги кажав на Иран, да немаат никакво оружје и да бидат неутрализирани. Тоа се Хезбола и хутите или хусите доле на Јемен. Слушајќи го така Нетањаху, тоа не би можело да биде утре, тоа значи ќе имаме војна, ќе имаме конфликт на еден подолг период. Иако тој е оптимист, според него наскоро ќе има недоволство и според него е можно да дојде до една посакувана промена на режимот на ајатоласите, нели, на мулите во Иран. Но според мен тоа да се изведе според кој што тој го сака, не би можело да се изведе за краток период. И би било доста тешко, нели? Хезбола е доста утврден во Либан, хусите исто така. Иран не би се откажал од војната техника, производството на ракети. Така да јас не сум баш оптимист, слушајќи го Нетањаху дека тоа би можело да се, но who know, кој би знал што би можело да биде. Кои е клучните точки околу што се кршат копијата се? Обогатениот ураниум, затварањето на Ормуз, демилитаризирањето, неможноста да се прекине можноста Иран во ракети и да се прекинат, да се уништат неговите сателити. Тука се кршат копијата,
Знаете, пред 2-3 дена кажавме дека и во интервјуто и Путин откри дека тој предложи обогатениот ураниум да дојде неутрално, да биде складиран во Кина. Значи има некаде околу официјално околу 40 килограма обогатен на 60% ураниум во Иран. Тоа е официјално, колку и како не е јасно. Тие ураниумот имаат направи, имаат апарати за обогатување, имаат високи скалести планини, имаат длабоко под планините, ги имаат складирано сите нивни апаратури и не е можно да некој знае или како што некој пат кажа, знае, но не можно и да каже. Значи тука се кршат копјата. Затворениот тормоз ќе влијае на цела светска економија. Друг пат ќе говориме за економија, сега само неколку збора. Во Ормуз има во моментите околу 800-900 танкери кои што чекат да излезат од Ормуз, но не може да излезат. Други не можат ниту да влезат, ниту да излезат. Само нафта светот добива околу 25%, 20-25% целиот свет. Значи, зависна е од таа нафта Европа, но и Кина. Кина е главен, околу 10% добива од Иран. Очигледно одиме во една криза, очигледно одиме во една стагфлација. Очигледно ќе имаме криза со нафтени деривати, очигледно ќе нема доволно нафтени деривати. Веќе гледаме најголеми зависници од керозин, најголеми увозници на керозин, Англија, тоест Велика Британија и Германија, ќе увизуваат најмногу керозин. Стагфлација, криза, недостиг на нафтени деривати, доколку не се пронајде наскоро некое решение за Иран за да би се отворил Ормускиот проток. Тоа е тоа што не го кажавме. Иран покажа едни нови ракети, покажа ракети хиперзвукови интерконтинентални ракети, кое што значи Иран, погледнеме пак мапата, ако ја погледнеме пак мапата, испали ракети од нивната територија, од Иран, до базата на Велика Британија, Диего Гарсија, таа тука не се гледате колку, таа е некаде околу 5000 километри, кое што значи дека ако Иран има ракети кои што достигнуваат до Диего Гарсија, ако направиме една кружница до каде би можеле да стигнат тие ракети, гледаме дека стигат до Велика Британија, цела Европа е под еворадиус на тие ракети и дека е во домет, дека Иран може да испали ракети до цела Европа. Затоа може би и европејците, Европа не се баш толку воено инспирирани. Има уште многу што по темата. Времето полека доволно. За денески прекинеме. За утре ќе следува тема има многу откриени пикантерии околу украинската влада, украинскиот председател кај Такер Карлсон беше поранешното портпаролка на Володимир Зеленски. И има обвинение, или наскоро видео обвинение подигнато против Ермак, поранешниот втор човек на Украина или најголеми лесната рака на Зеленски. Денес има многу пикантерии околу Украина, околу корупција и доста нечисти работи, но затоа утре. За сега, пријатели, поздрав. Не заборавајте, може да се претплатите на каналот.
бесплатно е, а и ќе се дружиме во иднина. Поздрав, Петар.